Најпрви добар ден од мене, да ве поздравам, моје лично име и во името на Единствена Македонија. Како што ви е познато во јавноста, ние на седница на Централниот комитет на Народно движење за Македонија од 21 јануари годинава донесовме две одлуки за кои што не е претерано, ако кажам денеска, дека се одлуки од историски карактер, како за партијата, така и за државата. Значи, ние на 21 јануари донесовме првата одлука од аспект на партијата и што донесовме одлука ние во имена да настапуваме под назив Единствена Македонија. Исто така, едната одлука од аспект на државата ја сметам исто така битна, бидејќи се залагаме за радикален пресврт во македонската политика што подразбира стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија. Можем да кажем дека веднаш после нашите одлуки тренавме така поагресивно низ државата со цел ширење на нашата инфраструктура, а гледајќи ви и вас денеска и по Македонија можем да ја пренесам пораката, ние сме исто така пријатно изненадени огромен интересот во Македонија, кај македонскиот народ и кај голем дел од нашите малцинства за овие наши одлуки, кои што ги сметам за сосема исправни. Значи, ние сме живеели во една голема лага во овие 27 години дека народот македонски сакал во НАТО и во Европска унија. Тоа било една голема лага, бидејќи ние тоа секојдневно сега го гледаме на теренот низ Македонија. Најчестите прашања кои што ги поставуваат на тие наши средби се како, кога, каде, што со Русија и Македонија. Затоа ние, одејќи се од тие барања на народот, одлучивме да донесеме гости со цел вие да слушате од најкомпетентно место, најрелевантно место, да ги слушате сите дилеми што ве мажат за односите меѓу Русија и Македонија и затоа денеска на оваа панел дискусија. Тука ги донесовме двајца еминентни гости, што често е сега да ги представам на почетокот, професорите Александар Дугин и Милен Шаров. Уште само да додадам, значи, некои технички детали, после овој мој краток повед, ќе зборува професорот Дугин, после збор ќе земе професорот Савин и на крај заменетот председател на Единствена Македонија професорот Стефан Влахов Ритов, а после тоа ќе имате можност и вие како тука присутни да поставите прашања на нашите гости. Сега му давам збор на